Се надевам дека накратко одморивте со кратките реклами. Во продолжение, драги мои, ќе проследите еден прилог за еден интересен настан кој што се случи оваа сабота. И јас сум шеф. Настанот го организираше француското училиште, каде помладите се стекнаа со основни познавања за здравието и балансираната исхрана. Викендов децата од француското училиште готвеа под надзор на нашиот професионалец Марк Де Јонг. Да погледнеме во продолжение. Викендов присуствувавме на еден невообичаен настан со наслов "И јас сум шеф". Децата од француското интернационално училиште готвеа под надзор на професионалниот врвен готвач Марк Де Јонг. Денеска ќе готват, како да кажам, на начин на здрава храна, француски рецепти, да се покажуваат на децата како се јади здраво од почетокот. Тоа е мој малку синтата, поентата од школото, да се покажа на децата со што треба да се хранат. Знаеш, денеска многу болести и такви ствари, се доаѓа за жал од храната. Недобра исхрана и луѓето се повеќе, ете тоа. Да. Океј. Па денеска има 3 работеници, има 3 маси, ќе готват, еден ќе прават торти, други ќе прават киш на француски начин солено, третите ќе направат исто, ќе направат овошна салата и све, и на крај јас ќе готвам со нив. Ти ме знаеш, сите ме познавате, јас од Брза Куина ме уважават децата, многу ме сакат и јас сакав да бидам тука дел од тоа настан и да готвам со нив. Имаш предност во однос на овие деца бидејќи зборувате француски. Да, за мене е полесно. C'est plus facile pour moi. Comme je parle français, со нив ќе ми види многу полесно. И многу сакат тоа и за те кажам право и за мене многу убаво ми е, за да можеме да збораме француски. Колку ти е предизвик со деца да готвиш? Со деца не е предизвик, знаеш, кога имаш контакт, кога имаш хемија, така со деца многу лесно е деца. Децата многу полесно примат, освен човек, да кажам, возрастен човек. Со децата е задоволство, многу сакам. И дете не лажи, само е насмејан, ако му се допаѓа, не ќе кажи рази тоа, да. Видно беа возбудени децата, меѓутоа и нивните педагози, бидејќи долго се подготвуваа за овој настан. Покрај образованието, децата се стекнуваат и со знаење за правилна исхрана и како сами да се грижат за своето здравје и тело, уште од мали нозе. Значи, оваа година, токму за таа цел, работевме на менито на училиштето, заедно со диететичарка, на која бескрено сме и благодарни, така да и во самото училиште направивме убаво урамнотежено мени. Значи, оваа година, токму за таа цел, работевме на менито на училиштето, заедно со диететичарка, на која бескрено сме и благодарни, така да и во самото училиште направивме убаво урамнотежено мени. Некој повеќе го бидуваше за готвење, а некој за зборување. Овде денес разговарам со шеф Иво. Иво, што подготвувате денес тука? Што правите за јадење? Лепчиња. Со што сакаш ти лепче да јадеш? Овде гледам има кашкавалче, путерче. Да. Вкусно ти е? Да. Да? Да. Матај ни го откри рецептот за колачиња кој му го пренела неговата баба. Добар ден за шеф Матеј. Како се чувствуваш прво како? Одлично. Кој те научи вака убаво да месиш и што е ова што го подготвуваш? Ова се колачиња. Јас научив вака да месам од баба ми, дека она е куварка. И за овие колачиња ќе ми треба 400 грама брашно, 120 грама шеќер, едно кесиче ванила, едно кесиче пециво, 100 грама чоколада. Да. 100 грама чоколада, 100 грама грозие, суво грозие и 100 грама путер. Го ставаме во пластичен сат, го месиме и на крај ќе се направат мали топчиња и ќе се наредат во таван. Да. Да направиш до самиот крај, тоа што те научила баба ти, ова се твоите 5 минути да им покажеш на твоите соученици овде. На крајот шеф Марк за сите нив подготви кус-кус, а ги проба и нивните специјалитети. И препозна дека неколку од нив може да станат врвни готвачи,
Доколку отидат во оваа насока се разбира и продолжат да се едуцираат и да се надградуваат на ова поле. Љубовта кон храната се забележува уште од мали нозе.